Здраво, да родовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за рекомбинација кај бактериите. И пред тоа да го обработиме, првично накратко само ќе се задржиме кај за бактериите во однос на генетиката. Значи бактериите се прокариоти и тие имаат циркуларен геном. Значи имаат ДНА која видиме дека е циркуларна и таа е на некој начин вака испреплетена и прикачена за клеточниот зид, односно за клеточна мембрана која се наоѓа во внатрешната страна. И ако би го извадиле надвор, значи тоа би било циркуларно и нормално таа е двоверижна, така изградена од два синџири и таа се реплицира по пат на тета делва, односно видовме кога гледавме репликација, значи ако ова е еве ги ова се проиче синџира, вдека се прави како еден мал репликон и овдека се асосина боја ќе бележа многу синтетизираните вериги. Така и по пат идат се движат и на крај ќе добиеме старата ДНА и новата ДНА и на крај ќе се одвојат овие тука, ќе се сецнат, вака со црна боја ќе се сецнат, ќе се одвојат веригите и на крај ќе добиеме две нови ДНА молекули. И тоа се нарекува тета репликација. Зашо не знам, не го спомнав името кога зборев за репликација, мислам го имам спомнато во молекуларна биологија, ама не во генетика. Значи тоа е тета репликација. Сега, освен тој генетски материјал, кој е всушност геномот на дадената си бактерија, има и други екстрагеномски ДНА молекули, како што се плазмидите, ќе бележиме дека со виолетова боја, кои се многу важни во генетско модифицирање, ГМО, во генетски инженеринг, исто така во резистентност на бактериите кон антибиотици и слично. И ќе видиме и сега зошто се важни, во кои процеси. Значи имаме плазмиди кои исто така се вид ДНА, која е различна од таа која припаѓа самата бактерија. И исто имаме епизоми, кои нема сега да ги разгледаме, ќе ги разгледаме понатаму, но ќе само да ги спомнеме. Добро, тоа беше накратко што треба да знаете за генетскиот материјал на бактеријата. И сега да започнеме да збориме за начините на кои се одвива рекомбинацијата на генетскиот материјал кај бактериите. Поточно кај микроорганизмите, биќе не се само бактериите микроорганизми. Сега, рекомбинацијата, освен што може да се одвива на ниво на самиот геном, самата ДНА, значи оваа портокаловата, ако ја извадиме, така ја извадиме овдека и рековме дека ако имаме, може еден сегмент од тука да дојде овдека, така. Тоа нема ништо многу да ни смени, повторно ќе ги имаме истите протеини ќе се кодираат, повторно ќе бидат истите гени, само ќе се наоѓаат на различна позиција. Значи тоа не ни прави некоја си многу голема разлика. Другите важни техники на кои се одвива рекомбинација кај бактериите е добро, значи ова се трите: конјугација, трансформација и трансдукција. Трансформација всушност го сретнавме кај експериментот на Грифит, а конјугација и трансдукција сега треба да ги спомнем. Нормално ќе објасним и трансформација повторно. Сега, првично ќе збориме за конјугација, каде што порано, само да спомнеме да сметале дека бактериите немаат полов процес на размножување, дека се делат со бинарна делба. Мислам, они се делат со бинарна делба, но дека немаат размена на информација, се додека не се открила конјугацијата. Каде што всушност на некој начин имаме машка и женска бактерија. Значи машките ги бележиме со плюс, женските ги бележиме со минус. Сега не дека имаат некакви си одредени карактеристики, машките и женските, тие пак се обични бактерии, него машките имаат материјал кој може да го донираат, значи генетски материјал кој го донираат на унаводници женските, така. Се тие кои се акцептори на тој генетски материјал. Како што може да видиме во слика, значи F+, кој е донор, вака да се симна подоле, клетка донор, односно наводници машкото, има F плазмид кој, значи се образува конјугацијски мост помеѓу овие бактерии, се реплицира тој плазмид и се пренесува во F-, каде што F- се трансформира во F+. Зошто се трансформира во F+? Бејќи сега го има тој плазмид. Единствениот критериум за дали е F+ или F- е дали има плазмид. Ако го има тој F плазмид, тогаш кој е плюс, ако го нема тој F плазмид е минус. Така што не дека се сменило нешто со бактеријата многу, него едноставно како што се реплицира,
плазмидот, дали си се пренесува преку овој конјугацијски мост. Сега и F- клетката го содржи тој плазмид, а чим критериумот за дали е машко или женско е содржање на плазмидот, тоа значи дека F- клетката веќе F+ станува. Така, значи, претходно било минус и сега станата е во плюс. Не се случила никаква трансформација, едноставно критериумот на кој бележиме дали е плюс или минус се промени, спрема тој критериум. Претходно немало плазмид, сега има плазмид и затоа викаме дека сега е плюс. Сега е интересно дека овој плазмид кој сега се внесе, кој го има кај сите F+ клетки, сушност може да се интегрира. Значи еве дека имаме таа F+ клетка, дека на левата слика гледајте. Еве го тој F плазмид. F плазмидот може да се интегрира внатре во бактерискиот геном и да се добие, нели овдека гледаме дека интегриран, се си убаво бележено со бои, значи не морам ни ја чкртам многу. Но сега добиваме high frequency клетка, односно високо фреквентна клетка, каде што сега таа високо фреквентна клетка повторно може да конјугира со некоја F- клетка. Така. И сега, наместо да го копира и да го пренесе плазмидот, како што претходно видовме, значи гледате овдека сега со црно ќе бележам, претходно нели само се копираше и се пренесе плазмидот, така. Ама сега бидејќи плазмидот е интегриран внатре во бактерискиот хромозом, сушност се реплицира, гледате овдека се реплицира и се пренесува целиот, односно дел, не се пренесува секогаш целиот, некогаш се пренесува целиот. Значи некогаш цел може да се пренесе. Најчесто се пренесува дел од бактерискиот геном. Веќе гледате, се пренело црвеното, кое беше плазмидот, но исто така се пренело и ова синото, кој е дел од бактерискиот геном. И сега таа која била F- клетка, добро станува F+, но исто така содржи генетски материјали кои биле од оваа прва клетка која беше, нели, F+. И на некој начин се извршила размена на генетски материјали, бидејќи ова сега ќе се интегрира внатре во генетскиот материјал на таа која претходно беше F- и сега ќе стане F+, но поентата е ќе се изврши рекомбинација на генетскиот материјал. Да речеме ова кругче овдека доле што го имавме, како што си беше, содржи гени, не знам, содржи гени А, Б и С. Така, содржи некои гени А, Б и С. Додека оваа HFR клетка, така овдека, содржи гени, не знам, С, Б и З. Така. И сега, кога го донираше овој плавиов дел, заедно со плазмидот, бидејќи плазмидот е интегриран во геномот на HFR клетката, сега оваа клетка, која беше претходно F-, го добила, освен Б и С, кој она си ги имала претходно, така, сега ќе го добие и овој Z ген. Така што ќе добиеме една бактерија која ќе има рекомбиниран генетски материјал, при што ќе добие работи од некоја си друга бактерија. И на некој начин се извршило полов процес на размножување, бидејќи оваа F+ бактеријата, че оваа F+, донирала свој генетски материјал на оваа која претходно беше F- бактерија. Нели, претходно кога гледавме, исто имавме F+ донираше на F-, ама тоа што го донираше беше плазмид. Значи тоа што го донираше претходно видовме, ова е плазмид. Така ова црвеното, дека со жолта линија што повлеков, е плазмид што се донира. И тој не содржи гени за самата бактерија. Значи тој си е екстра геномски ДНА сегмент. Значи претходно дониравме плазмид, ама кај HFR клетките плазмидот е интегриран, сега постојано се повторувам, ако плазмидот е интегриран во самиот хромозом на бактеријата, така што кога пробува да го пренесе плазмидот, значи она пробува да го пренесе ова црвеното, кога пробува да го пренесе тоа црвеното, всушност пренесува и дел од сопствениот геном и поради тоа
се добива бактерија која што имаме рекомбинирана ДНК, односно имаме еден вид полов процес. Добро, се надам дека свативте што е конјугација и само уште сакав усвари да спомнам, гледате дека најголем дел се фрагменти од хромозомот кој се внесува. Значи не се интегрира целиот, значи нема целосна рекомбинација, целосен полов процес, ама интересно е дека сега во даден момент всушност оваа бактерија, оваа вторава, е во даден момент парцијално диплоидна. Зошто? Бидејќи има два сета на хромозоми за дел од генетскиот материјал. Значи да речеме со темна сина боја ќе обележиме ова овдека и да речеме дека од тоа има гени А, Б, С и Д. Така, а прими, например, генетски материјал ко полукругче го прими од оваа F плюс бактерија и плюс не прими дел од плазмидот. Сега, на овој со светло сина, да речеме дека ги има гените А и Б. Така што оваа бактериска клетка сега е всушност диплоиден организам за А гените и за Б гените. Бидејќи ги има на два сета хромозоми. И ова всушност се рекува парцијална диплоидија, значи не е целосно бидејќи нема двоен сет на хромозоми за секој ген, него само за дел од гените. Но добро, тоа беше за конјугација, сега идеме на трансформација. Добро, значи наредно ни е трансформација, што на некој начин го спомнавме, нели, кај експериментот кај Грифит, кога имаше, нели, R сој, имаше S сој и се прашуваше како од rough станува во smooth, што всушност беше поради процес на трансформација. И како е тој процес на трансформација? Значи имаме овдека една бактериска клетка, така ја гледаме, имаме бактериска клетка. И всушност, кога во растворот во кој се наоѓа бактериска клетка, имаме двоверижна ДНК од друга клетка, каде што во случајот, нели, со Грифит, оваа дека лево клетка всушност беше R, која не беше вирулентна, а ДНК која се наоѓаше во растворот, значи ова е R клетката, а ДНК која се наоѓаше во растворот беше од S сојот, нели S сојот имавме ко бактеријата која ја лизиравме, ја отворивме некако, и ДНК искочи надвор. Така. И ДНК е таа сега која се наоѓа во растворот. И тоа всушност ни овдека покажувам сликата. Само што е двоверижна, ама може да влезе само како едноверижна и затоа гледаме како само едната верига влегува, а другата верига не влегува. И понатаму се рекомбинира, значи се откачува тој е синиот дел од веригата на бактерискиот геном и влегува црвениот дел. И одека гледаме на сликава како сега интегриран црвениот дел. Сега, при една делба се добиваат 50% нетрансформирани и 50% трансформирани. Односно една трансформирана, една нетрансформирана. Зошто е тоа така? Дали ќе сватите? Поентата е, ако да ги земам истите бои, како што гледаме на сликата дека само едната верига, дека само во едната верига е интегриран на ДНК од друга бактерија и како што се двете вериги, едната верига, другата верига и сега дека да речеме дека го имаме тоа црвеното и си продолжува веригата. При првата делба добиваме од левата верига всушност, например од оваа да речеме дека е лева, оваа дека е десна верига, од левата верига добиваш една, од десната верига добиваш една и сега се синтетизира нова. Така се синтетизира нова. Кога ќе се синтетизира комплементарна на истата, се направи нова, а дека ќе се направи нова ќе биде ваква. И сега всушност ќе добиеш една клетка која ќе биде трансформирана и една која нема да биде трансформирана. И тоа го гледаме сликата, така. Дека ќе зумирам уште повеќе ако не ви се гледало. Нели, овдека е внесено само во едната верига. И при репликација, бидејќи од секоја верига се прави уште една верига, се добива една клетка која нема да има ништо, бидејќи таа се добила од веригата каде што не била инкорпорирана, така од оваа горнава верига. Ева како ќе направиме, се добила оваа, а од долната верига се добила оваа трансформираната.
И тоа е трансформација. И нормално има многу комплекси како, зошто влегува, како влегува, кои се условите за да влезе воопшто ДНА. Например, сега ќе спомнам ја неколку како критериуми, например, фрагментов кој се внесува треба да биде околу 6000, околу 750 нуклеотиди, значи ова црвеното што се внесува треба да е околу 750 нуклеотиди, додека бактерискиот геном за да може воопшто да прима треба да биде околу 6000 нуклеотиди. Околу 6000. Значи има некои цаки на кои треба да се внимава. Мислам, ние не го проучуваме овој процес во големи детали, едноставно само спомнуваме како е дека во растворот може да има ДНА, таа ќе навлезе внатре у бактеријата како едноверижна, ќе се интегрира во едната верига и понатаму нели со делба една клетка ќе се добие нетрансформирана и една трансформирана. И тоа е процес на трансформација. И така добила всушност од R сојот, нели ставал ДНА од S сој и добивал после бактерии како од S сојот. И сега последниот процес, трансдукција, ми е најинтересен зашто е стварно интересно, како што ја имаме бактеријата, евака, таму нека стои на сликата, ме ќе објаснам. Ја имаме бактеријата и бактеријата си има своја ДНА, така ќе ја нацртам со портокало. И се прикачи вирусот, ќе направиме вирусот, ДНА на вирусот ќе направиме виолетова. Така, вирусот ќе си ја внесе ДНА, сега ќе имаме таква виолетова ДНА, и поетата ќе се направат нови вируси, ќе бележат само како зелени топчиња, ќе им ставиме вака како некои цртички, се направат нови вируси и оваа виолетовата ДНА сега ќе се треба да се внесе во секој од нив, и после тие треба да се излезат надвор, така? Е сега, при трансдукција, всушност ми кажува дека кога се внесуваат овие виолетовите ДНА, тие кои треба да бидат за вирусот, всушност се внесува и делче, ќе направиме вака со портокалова боја, од бактерискиот геном. Значи, внатре во вирусот се внесува и дел од бактерискиот геном. И сега овој вирус, да обрежем вака со бела боја, ќе отиде ќе нападне друга бактерија, така се тука ќе имаме друга бактерија, каде што геномот на оваа втора бактерија ќе обележиме, не знам, со црвена боја, да биде малце поразличен. И сега овој вирус ќе се врзе, но овој вирус сега ја носи виолетовата, така, ДНА и плюс делче од портокаловата. А портокаловата беше бактерискиот геном на првата клетка, така. И он сега ќе внесе како таков, и сега има шанса да влезе во лизиоген циклус и ова портокаловото заедно со виолетовото да се интегрира внатре на црвенава ДНА. И дека сега да е портокалово, мислам виолетово со портокалово. И на некој начин оваа бактерија 2, значи оваа е бактерија 2, оваа беше бактерија 1, сега содржи, дека со бела боја, сега содржи генетски материјал од бактерија број 1. Така, значи се извршила размена на генетски материјал, значи бактеријата број 1, сега на некој начин има генетски материјал внатре во бактеријата број 2. Поради помош на вирусот. Значи вирусот, како што е нападнал бактерија број 1, и доека си заминал, знаеш, доаѓа си ги користи ресурсите на бактеријата и на крај кога ќе си заврши работа, си уништува бактериска клетка и се излегуваат вирусите. Ама кога излегле вирусите, со себе понеле и малце дел од генетскиот материјал на првата бактерија. И кога ја инфицирале втората бактерија, всушност го пренеле генетскиот материјал. И ова е многу интересен начин како всушност бактериите може да се разменуваат генетски материјал преку вируси. Нели, можеше преку конјугација, трансформација, но ова е третиот начин, трансдукција, каде што пренесува генетски материјал по пат на бактериофаги. И како за крај имаме вдека една слика која ги разгледува трите начини на рекомбинација на генетскиот материјал кај бактериите, односно кај микроорганизмите. Добро, не прави многу разлика.
Значи прва беше конјугација каде што се пренесуваше дел од плазмид или кај HFR клетките се пренесуваше и дел од нивниот хромозом. Трансформација каде што во растворот имавме ДНА молекули па влегуваат се интегрираат. И трансдукција каде што гледаме дека се пренесува дел од прва бактерија, да речеме ова е бактерија број 1 која е со црвен геном. И сега тоа црвениот стигна кај бактерија број 2 која е со плав геном. Тоа боите се за да се разликуваат бактериите, што е многу интересно. Добро, значи тоа беше начините на рекомбинација кај бактериите и тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново. И ќе се видиме во наредното видео. До